Во изминатите години општина Чешиново Облешево немаше никаков развој, ниту вложување во важни инфраструктурни објекти. Мора да се обезбеди чиста вода за пиење, да се изгради фекална канализација и добри патишта за граѓаните да не газат во кал. Мора да се изгради општина каква што доликува во 21. век. Беше речено на предизборниот собир што се одржа во Спанчево, а на кој беше презентирана предизборната програма на кандидатот за градоначалник Горанчо Крстев, предложен од коалицијата на СДСМ. Во обраќањето пред присутните, тој истакна дека време е сите населени места во општината да добијат еднакви услови, а најважно од се да се обезбеди водоснабдувањето. Во нашата општина немаме основни услови за живот, а тоа е немаме вода, немаме канализација, немаме инфраструктура, немаме ништо. Кога дојде до водата, ќе ви кажам јавно и пред вас сите, дека ние од село Спанчево, водата ни ја зема, општината ни ја зема, место да донесе, да ја модернизира, само ги земаа парите. Преко 100.000 евра ни земаа пари од народот, а не вратија ни 1 евро у нашето село. Додека нашите луѓе и деца пијат вода загадена од цевки пред 50 години, што ги ставиле нашите стари дедоци, прадедоци и татковци. Затоа ќе се бориме до крај за секое село, за секој граѓанин да има чиста вода за пиење. На собирот во Спанчево зборуваше и подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски, кој рече дека продолжува реализацијата на проектите за да има задоволни и заштитени работници, проекти со кои ќе се обезбеди поддршка во земјоделството, а инфраструктурата ќе се гради плански. Според него, немало важни и неважни или големи и мали општини, туку единствена заложба мора да биде на сите граѓани да им се понудат еднакви услови за живот.